Божи благослов. Фалам на Бога што се гледаме и денеска не разбуди, ни даде нов ден. И во овој ден Бог да го прославиме не само со песни, химни, него да го прославиме и со нашето присуство, со пребивање во Словото. И за денеска ќе продолжиме, како што кажа Аце, со пророкот Агеј. Она што го започнавме минатата неделя, започнавме оваа малецка книга. Втора најмала книга во Стариот Завет и една од најмалите во Новиот Завет. Но кажавме минатиот пат дека иако мала книга, сепак нема нешто што не е значајно во Божјото Слово. Па така и овдека имаме доста добри пораки кои се многу значајни пораки, кои можат да се аплицираат и денеска во овој 21 век. И за да бидеме во контекст, денеска продолжуваме со второто пророштво од втората глава во пророкот Агеј. Ќе ја прочитаме првата глава, пророк Агеј, и првите 9 стиха од втората глава. Значи, одиме со читање книга на пророкот Агеј, значи страна 943 во вашите Библии. Во втората година на царот Дари, во 6-тиот месец, во првиот ден на месецот, Господовото слово дојде преку пророкот Агеј на Зоровавел, синот Салатаилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник. Вака зборува Господ над воинствата. Овој народ зборува: уште не е дојдено времето за да се изгради пак Господовиот дом. Затоа дојде Господовото слово преку пророкот Агеј. А вам ви е време да живеете во покриени кујки, додека овој дом е разурнат. Затоа Господ над војските сега зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Сеете многу, собирате малку. Јадете, а не сте сити, пиете, а не можете да се напоите. Се облекувате, а не ви е топло. Трудбеникот ја заработува платата, а ја става во скината кожена торбичка за стрели. Господ над воинствата зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Отидете во гората, донесете дрва и подигнете го пак домот. Тоа ќе ми биде мило и ќе се прославам, зборува Господ. Се надевавте на изобилство, а ете малку е. Што ќе донесете дома, јас ќе го дувнам. А зошто? Говори Господ над војските. Затоа што мојот дом е разурнат, додека секој од вас се грижи за својот дом. Затоа небото се заклучи и не дава роса, а земјата не ги подава своите производи. Јас ја повикав сушата на земјата и по горите, на житото и на виното, на маслото и на се што рајга земјата, на луѓето и на добиток, и на секој со мака добиен плод. А Зоровавел, синот Салатаилов, и Исус, синот Јоседеков, врховен свештеник, и сиот останат народ ги послушаа гласот на Господа својот Бог и зборовите на пророкот Агеј, како посланик на Бога. И народот се исплаши од Господа. Тогаш Агеј, Господов гласник, пратен од Господа, му рече на народот: јас сум со вас, говори Господ. Господ го разбуди духот на Зоровавел, синот Салатаилов, јудејскиот управител, и духот на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник, и духот на сиот останат народ, да тие дојдоја и се зафатија со работа во домот на Господа над воинствата, својот Бог. Тоа беше во 24-тиот ден на 6-тиот месец во втората година на царот Дари. Во 7-миот месец, во 21-тиот ден на месецот, дојде Господово слово преку пророкот Агеј. Рече им вака на Зоровавел, синот Салатаилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, свештенички поклавар, и на другиот народ: има ли уште некој меѓу вас кој го видел својот дом во неговата стара слава? А каков го гледате вие сега? Според оној, не е ли тоа како ништо во вашите очи? И така биди јунак, Зоровавеле, слово е на Господа. Биди јудак, Исусе, сине Јоседеков, главен свештеник. Биди јунак, народе на сета земја, на работа, зашто јас сум со вас, зборува Господ над воинствата. Поветувањето што ви го дадов вам, кога излеговте од Египет, мојот дух остана среде вас. Не бојте се, зашто Господ над војските зборува вака: за малку и јас ќе ги растресам небесата и земјата, и морето и копнето, ќе ги стресам сите народи
за да дојде богатството на сите народи и ќе го наполнам со слава овој дом, зборува Господ над воинствата. Златото е мое, среброто е мое, зборува Господ над воинствата. Славата на овој дом ќе биде поголема отколку на првиот. Слово е на Господа над војските и ќе му дадам мир на ова место. Слово е на Господа над војските. Благословено да е Божиото Слово. И минатиот пат видовме како израелците, кога се вратија од заробеништвото во Вавилон, кога се вратија во Ерусалим повторно, а се вратиле околу 50.000 луѓе, започнале да го градат, тоест да го возобновуваат разрунатиот и запален храм, кој Навуходоносор го разурна. И тогаш има и противници од страна, од нивните комшии, кои сакаја да го запрат тоа градење на храмот. И така израелците се обесхрабрија, но освен тоа, обесхрабрувањето е почнали да бидат незаинтересирани за Бог. Тоест ги промениле своите приоритети. Имаја некои други приоритети, а не Бог. Нивниот живот, нивните имоти, нивните работи. Значи, тие им станаја поважни од Божиото царство. И се тоа видовме дека траело некаде 18 години. И тогаш Бог им се обраќа преку пророкот Агеј. И тоа преку 4 пророштва. Значи, минатиот пат ја видовме првата порака, првото пророштво, кога Бог им укажа на состојбата на нивното срце, зошто престанале да го градат храмот, и токму затоа има и последици. А тоа беше што секогаш беа незадоволни. Беа фрустрирани и никогаш немале доволни. А сето тоа затоа што си граделе свое царство, наместо да го градат Божиото царство. И затоа Бог ги повика да се вратат на нивните патишта, од нивните патишта и да се покајат. И тука ја видовме Божијата милост и Божијата трпеливост. И така кога тие продолжија да градат, кога ќе продолжат да градат, да го градат храмот, му оддаваат слава на Бог. И тоа беше Божијата цел. Затоа и Бог побара од нив да се обратат за тој да се прослави. Тоа е целта и на секој човек од нас, преку нас Бог да се прослави. И затоа и ние да размислиме и ние што правиме во нашиот живот. Дали го градиме неговото царство или не. И денешната порака е охрабрување за оние што почнале или продолжиле да го градат храмот. А храмот, што рековме, кој е денес? Црквата, верниците, тие се храмот. А и оние што уште не почнале, да започнат да работат и да служат на црквата. Да служат со дарот што Бог им го дал. Бог на секој христијанин му дал барем еден дар. И видовме дека народот за помалку од еден месец почнал да го гради храмот. Значи позитивно одговорил на Божиот повик, што е многу реткост во израелската историја, во историјата на израелскиот народ, позитивно да одговори на повикот од Бог. Но прашањето е како ние одговоривме на таа порака од минатата недела. Дали Божиот дух, Божиот збор не поттикна нас да продолжиме или да започнеме со изградба на неговиот храм денес? Дали јас, дали ти се вклучи во Божијата работа, во Божиото дело? Пораката и повикот важат и понатаму. И Бог трпеливо не повикува се уште. И точно оваа порака за денес е за оние што сакаат да градат, за оние што можеби некогаш порано граделе, служеле, но од некоја причина се обесхрабриле. Ова е порака за оние што денес служат, ама се умориле, се чувствуваат уморени.
порака за оние што не гледаат цел зошто служат, служат, ама не гледаат цел, не гледаат зошто. И ова е порака за оние што градат со цело срце да продолжат да служат со своето срце, целосно посветени на Бога. Рековме, народот почнал да гради. Меѓутоа, што се случува во овој текст од втората глава што го прочитавме? Ако застаневме само во текстот од првата глава, се изгледаше прекрасно. На крајот. Прекинаја да градат, пораката преку Агеј Бог е пушта и духот му зборува нив, тие го прифаќаат тој и почнуваат да градат. Прекрасно. Сите одново почнаа да градат и ги обратија нивните срца. Се покаја. Но што се случило понатаму? Во втората глава гледаме втората порака и ова е охрабрување за народот да продолжи да гради. И овдека Бог преку оваа порака ги подсетува израелците на минатото, им кажува што е важно сега и им го враќа фокусот во сегашноста и ќе им даде надеж за во иднина. Значи ги враќа во минатото што било, но фокусот да му биде на сегашноста и му дава надеж за иднината. Што е тоа што одново овдека го обесхрабрило народот. И тоа многу брзо. Зошто успорија со нивното градење, можеби и запреа со градењето. За околу 1 месец. Ако затоа имаме и точни датуми, за неполн месец, за цел околу месец тие прекинуваат, повторно споруваат, прекинуваат со градење. И ајде да ги видиме првите 3 стиха од вторава глава. Во 7-миот месец, во 21-иот ден на месецот, дојде Господово слово преку пророкот Агеј. Речи им вака на Зоровавел, синот Салатаилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, свештенички поглавар, и на другиот народ. Има ли уште некој меѓу вас кој го видел својот дом во неговата стара слава? А каков го гледате вие сега? Според оној, не е ли тоа како ништо во вашите очи? Значи, повторно прво гледаме точен датум. Кога дошла втората порака од Бога преку Агеј. Според некое наше сметање на времето, ова би било 17. октомври 520 година пред Христа. Се, зошто е ова толку важно? Тоа е според Левитската книга, или третата Мојсеева, во 23 глава, ако погледнеме 34 до 44 стих, ова било периодот кога бил празникот на сениците. Тоа е празник што Бог им го дал на израелците да го одбележуваат како сејкавање на она што Господ направил во минатото. Додека 40 години ги водеше низ пустината и како тој се грижеше за нив сите тие години додека живееја под шатори. Значи, ова е сејкавање на тој период. На тие 40 години додека живееја во пустината под шатори, додека лутаа низ пустината. Како Бог се грижеше за нив. Тоа бил тој празник. Но воедно со тоа и да му заблагодарат на Бога за обилната жетва, за обилната летнина. Значи, октомври месец завршува собирањето на плодовите. Значи, оваа порака стигнала точно на последниот ден од тој празник. Но што се случува? Што рековме минат недела? Дали жетвата беше богата? Дали беше обилна? Дали имаја богата жетва? Не. Не била богата. Ни таа година, ниту во претходните 18 години. Жетвата беше слаба. Но видете што има уште нешто. 3 стих. Има ли уште некој меѓу вас кој го видел својот дом во неговата стара слава? А каков го гледате вие? Според оној, не е ли тоа како ништо во вашите очи? Значи, меѓу овие луѓе имало и некои постари луѓе што го видели и првиот храм што го изградил Соломон. Тој храм, ако видиме,
бил многу голем и многу славен и многу богат. А се вели дека овој храм што почнале да го градат во времето на пророкот Агај, бил многу помал, изгледал многу посиромашен од Соломоновиот храм. Бил скоро 4 пати помал. И вели дека имало и постари луѓе кои го виделе тој стар храм, виделе дека овој храм не е ни приближно славен, ни приближно богат како првиот. Воопшто не му се допаѓал во нивните очи. И ајде да ја видиме сега реакцијата на луѓето, општо на сите израелци кога го виделе вториот храм кога бил изграден. И затоа и минатиот пат кажав дека оваа книга е доста поврзана со книгата Ездра. Книга Ездра, 3 глава од 12 до 13 стих вели: навистина, или ајде малку понапред, и сиот народ воскликнуваш славејќи го Господа, зашто Господовиот дом беше поставен врз своите основи. Значи Господовиот дом беше изграден, поставен врз основи. Сега гледајте што вели. Навистина мнозина свештеници, мнозина левити и главатари на татковските домови и старешини, кои што своји очи ги видоа основите на поранешниот храм, плачеа гласно, а мнозина воскликнуваа многу гласно од радост. И така никој не можеше да го разликува радосното воскликнување од плачот на народот, зашто народот воскликнуваше гласно и викањето се слушаше многу далеко. Гледаме испомешани чувства. Едни воскликнуваат од радост за овој храм што се изгради, други плачат. Овие постариве кои имале можност да го видат првиот храм, плачеле. Биле тажни. Зашто овој бил помал. А пак помладите, што не го виделе првиот храм, биле многу радосни бидејќи се изградил храмот. И што гледаме друго овде? На постарите овој храм им изгледаше како ништо во однос на првиот храм. Значи, како народот гледал на оваа ситуација? Како гледал народот на минатото? Значи, се враќа на минатото. Народот гледал многу површно. Зборуваме за постарите на минатото. Гледале површно што е она што било некогаш. Површно на основа на изгледот. Значи, врз база на изгледот гледаат површно на овој храм и процениле дека ова што тие денес го градат и не значи многу. Тоа е ништо. Нема големо значање. Гледале во минатото, се сеќавале на стариот храм, бил поголем, посеен, и ова е ништо во споредба со тој храм. Значи, народот гледа површно во минатото. И точно ова е нешто што ние многу често го правиме. И ние денес ова често го правиме. Ние се враќаме во минатото и површно го разгледуваме. Некогаш минатото може многу да не научи. Апсолутно точно. Но некогаш минатото може да не зароби и тогаш заради минатото не ја гледаме сегашноста. Живееме во минатото. Понекогаш заради минатото ни поминува сегашноста покрај нас и ја губиме сегашноста заради минатото. Заминува неповратно. Често пати тоа ни се случува. Кога размислуваме што било некогаш. Како беше тогаш. Еве, кога размислувам за првата црква, од Дела апостолски, за незиниот раст, за ревноста на тие христијани, какво заедништво имале, како се љубеле, како се проповедало словото со жар, како се собирале, какво заедништво имале, се им било заедничко, се делеле. Секој ден Господ како придодавал нови спасени луѓе. И тогаш ако ја гледам денеска, денешна ситуација, навистина се обесхрабрувам. Често се сеќаваме на минатото, како било во првата црква, како било во времето на реформацијата, како било пред не знам колку и колку години,
И така ја анализираме сегашноста преку минатото. И велиме, како беше тогаш. Па и за оваа заедница. Може би денес има и повеќе луѓе од некогаш. Ама си велам, па тогаш имаше колку деца. Каде се тие деца? Да, некои се иселија, се омажија, се оженија, своји семејства, во други градови се, но каде се други? И ако така гледаме, како беше тогаш? Како било? Некогаш во однос на минатото погрешно гледаме сегашноста. И така ни минува сегашноста. И неповратно ни заминува покрај нас. Мислејки дека ова што сега го правиме ништо во споредба со тогаш. Но што е она што Бог им вели на оние луѓе кои размислувале, како беше тогаш. Каков беше овој храм. Тој храм. Голем и славен, а што е ова што ние го правиме? Ништо. Што Бог им вели нив? Што Господ им порачува нив? А и нас кога се враќаме во минатото. Читаме во 4 и 5 стих. И така биди јунак Зоровавеле, слово е на Господа, биди јунак Исусе сине Јоседеков, главен свештенику, биди јунак народе на сета земја, на работа, зашто јас сум со вас, зборува Господ над воинствата. Поветувањето што ви го дадов вам, кога излеговте од Египет, мојот дух останува среде вас, не бојте се. 3 пати гледаме овде што вели. Биди јунак, биди јунак, биди јунак. Или биди силен, охрабрете се, охрабрете се. Истото што Бог му го велеше и на Мојсей, и на Исус Навин, и на сите во минатото. Биди храбар, биди јунак. А зошто да се охрабриш? Зошто да се охрабриме денес? Зашто јас сум со вас, вели Господ. Јас сум со вас. Зошто страв? Гледај напред, не минатото. Гледај напред, гледај, биди сега, реалноста гледај. Ова е реалност, ова е сегашноста. Во Агеј, 1 глава 13 стих вели Господ, јас сум со вас. И сега пак го повторува тоа, јас сум со вас. И ова е она што нам ни треба, она е што треба да ни е важно. Не како било некогаш. Туку Господ е тука и сега. И сега е тука помеѓу нас. Добро е да се навратиме некогаш на минатото, да се поучиме од грешките кои сме ги направиле. Но Господ вели, јас сум со вас сега денес. Јас сум сегашност, јас сум реалност. Минатото е минато. Тоа е завршено. Јас сум сега со вас. Не како било некогаш. Туку дали Бог е тука сега? Тоа е важно прашање. Не дали поверував некогаш, туку дали верувам сега? Не дали го љубев Господ и му служев некогаш, туку дали го љубам и му служам денес и сега? Бог е таму каде што се и верните. Таму каде што се проповеда Словото. Тука е Бог секогаш. И тоа е важно да го знаеме. И тоа да ни биде фокус. А не, како беше некогаш. И Бог сака да го врати народот и да не врати сите нас во реалноста. Дека тој е помеѓу нас. А не минатото. Кој секогаш знае да биде дискутабилно. Било вака или било онака. Дискутабилно е. Гледаме денеска историјата почна некако да се менува. Не е она што ние сме го учеле. Гледам има и други верзии. Значи тоа е дискутабилно минатото. Но она што е важно, тоа е дека Господ вели јас сум со вас сега и овде. И ако си дел на оваа заедница, ако градиш, ако служиш на било кој начин, Бог вели јас сум со тебе денес и тоа е она што е важно за секој од нас. Тоа е она што е важно. Поветувањата што ви ги дадов вам кога излеговте од Египет, мојот дух останува среде вас. Не бојте се.
Значи, јас ветив дека ќе бидам со мојот народ од почетокот до крај. Со оние кои ми се верни. Тоа го ветил Бог и тоа го исполнува. И Бог тоа и го исполнил. Од кога ги изведе од Египет, сите тие години, додека одеа низ пустината, Бог беше со нив. Бог беше со нив и до тој момент, 520 години пред Христа, кога го градеа овој храм. Значи, Господ цело време беше со нив. Господ е цело време со оние што веруваат. Оние што веруваат во Него. Бог секогаш беше со нив. И Бог е секогаш со нас. Божиот дух, Светиот дух бил со нив. И зошто нив би им било потребно поголемо охрабрување од ова? Што ни треба и нам? Што повеќе од ова? Од зборовите на Господ Исус кога рекол: јас сум со вас до крајот на светот. Јас сум со вас до крајот на светот. И вели така, одејки, направете ги сите народи мои ученици. Значи, јас сум со вас додека одите да го правите она за што ве повика. Додека ми служите, јас преку тоа служење се прославувам, јас сум со вас до крајот на светот. Дали има поголемо охрабрување од ова? Во секој момент Бог е со нас. Зарем не е ова најголемото охрабрување? Дека Господ е со нас, дека Господ е помеѓу нас и дека Неговиот дух е помеѓу нас, кои веруваме. Спознавањето на оваа вистина во сегашноста е поголемо од сите површни работи во минатото. Ова е многу поважно од она што било во минатото. Но Бог не само што го враќа нашиот фокус од површните работи во минатото, во реалноста, во важноста на сегашноста, не само тоа, туку и ни дава и огромна надеж за иднината. Значи, прво го враќа нашиот фокус од минатото во сегашноста и тогаш ни дава надеж за иднината. И ајде да ги видиме што ви е неколку стиха од 6 до 9, што ни кажува. Зашто Господ над војските зборува вака: за малку јас ќе ги растресам небесата и земјата, и морето и копното, ќе ги стресам сите народи, за да дојде богатството на сите народи и ќе го наполнам со слава овој дом. Зборува Господ над воинствата. Златото е мое, среброто е мое, зборува Господ над воинствата. Славата на овој втор дом ќе биде поголема отколку на првиот. Слово е на Господа над војските. И ќе му дадам мир на ова место. Слово е на Господа над војските. 6 стих од пророкот Агеј е единствен стих што е цитиран во Новиот Завет. Поточно го цитира писателот на посланието до евреите, 12 глава, 26 и 27 стих. Таму вели вака: неговиот глас ја потресе тогаш земјата, а сега ветува велејки: јас ќе ги потресам уште еднаш не само земјата, туку и небото. А тоа уште еднаш укажува на измена на она што може да се потресе како создадено, за да остане она што не може да се потресе. Овде, во посланието до евреите, цитирајќи го Агеј, ни кажува дека ова допрва треба да се случи. Ова е пророштво за иднината. Ова потресување на небото и на земјата ќе се случи на крајот на светот. Кога ќе се исполни се она што Господ одредил. Господ ќе ги стресе земјата и небото. Вели дека кога тоа Господ ќе го направи, кога ќе дојде тој крај, ќе ги стресе царствата,
ќе ги уништи сите светски царства и ќе го воспостави своето царство, во кое ќе владее Христос. И сега со овие мисли се враќаме пак на Агеј. Значи ова е ветување, пророштво за иднината, која уште не дошла. Значи поминаа 2.500 години откако Бог го ветил ова. И тоа ветување важи и за нас денес. Ова се уште не се случило. Е се како го знаеме тоа? Затоа што во посланието до евреите вели дека ќе ги потресе уште еднаш. И кога тоа ќе се случи, што ќе остане? Само она што не може да се потресе. А што е тоа што не може да се потресе? Она што е вечно. Од ова можеме да знаеме дека ова се уште не случило. Ќе остане само она што е вечно. Луѓето во тоа време го слушнале тоа ветување, но не го виделе тоа ветување. До денес и ние не сме го виделе. Но што се случило со овие луѓе кога тоа го слушнале? Тоа ги мотивирало да продолжат да градат. Виделе надеж кога ова го слушнале. Која надеж? Која надеж е виделе? Она што го правеле е мало. Ништо наспроти она од минатото. Ама Господ вели, не. Доаѓа ден кога се ова ќе се стреси и славата на овој дом ќе биде поголема отколку на првиот во минатото. Тие мислеле па ова е мало, зошто воопшто го правиме ова? И тоа ги демотивирало. Но Господ вели, не гледај во минатото, гледај прво во сегашноста, додека јас сум со тебе, а потоа гледај во иднината што тогаш ќе направам. Во Божите очи она што го правеле било големо. Иако нив им изгледало толку мало, дури ништо. Но во Божите очи тоа било нешто големо. И исто е и со нас денес. Ние некогаш работиме нешто, зборувам, работиме за Божиото царство, служиме во црквата, се собираме и мислиме па тоа е ништо. Ништо посебно. Можам да дојдам, не морам. И го заменувам понекогаш со нешто друго. Служиме, имаме служба недела, среда, сакам идам, сакам не идам. Мало е тоа за нас. Не е некоја служба. Дали не го правиме ова? Нашата служба изгледа можеби мала, беззначајна. Понекогаш. Но види што Бог вели. Ништо не е мало. На работа вели. На работа. Тоа е големо во моите очи, вели Бог. Можеби некој гледа, па гледај како е во оваа црква, како е во онаа црква, голема зграда, многу верници, па како таму се работи, како таму се проповеда, се евангелизира. А нашето изгледа мала заедница и беззначајно. Но Бог вели не, тоа што го правиш не е мало, тоа е големо во моите очи. И тоа што го правиш еден ден, ќе се прелее и излее во вечноста. Фокусот да ни биде денес. Денес е Бог со нас. И тогаш и најситната работа, најбеззначајната работа, најситната цигла со која градиш, ќе се излее во вечност. Во иднината што Бог ти ја ветува. Тоа мало што ти го правиш, ќе стане големо и тоа е многу важно. Не гледај како изгледа и да мислиш по ова е ништо, не е ништо, и не слушај што велат другите. Па, ништо е ова. Што вие правите? Не гледај во минатото. Гледај во сегашноста и чекај ја иднината што Господ ти ја ветил. Мала служба за голема иднина. Гради
и прославувај го Бога. Да се молиме. Татко небесен, семојкен Господе, Ти благодариме за Твоето Слово. Ти благослови го ова Слово, Господе, и отвори ги нашите срца да можеме да гледаме напред, да не се враќаме во минатото, да не велиме како било тогаш, да знаеме дека Ти си со нас, да го разбереме тоа ветување, дека Ти си и сега со нас, и со тоа да бидеме охрабрени и храбри да продолжиме и понатаму да чекориме по Твојот пат. Ти благодариме за Твојата милост и Твојата трпеливост, Господе, што се уште не повикуваш, да ги обратиме своите срца кон Тебе и да почнеме да градиме, да работиме за Твоето царство, а Ти да се прославиш преку тоа. Ти благодарам, Господи, за ова заедништво што го даваш и денеска. Ти благослови го секој ден. Ти, Господе, биди и со оние кои не се со нас денеска, каде и да се. Ти благослови ги, Ти охрабри ги. И Те молам, Господе, дај ни ревност во нашите срца, ревност за Твоето Слово, ревност за нашата служба и секој еден од нас да служи со својот дар, со ревност и со цело срце. Ти благодарам, Господи, за љубовта што ја искажуваш и таа љубов да се излева од нас, да биде очигледна љубовта помеѓу нас, Господ. Те молам уште еднаш благослови оваа заедница, ако е Твоја волја и умножија, и дај, Господе, да се поучува и понатаму во здравата наука, онаа наука која Ти си ја дал преку Светото Писмо и која се темели врз Исуса Христа и апостолите. Се молам, Господи, за овој град, овој народ. Ти, Господе, откри му се, приближи му се и дај да Те спознаваат како милостив и долготрпелив Бог, но и како праведен Господ. Се молам и за властите, да донесуваат одлуки кои се угодни на Тебе, да има разум, Господе, не само на властите овде кај нас, него и во целиот свет, да се борат за мир, да можеме и ние мирно да живееме и да Те прославуваме Тебе, Господе. Но знаеме дека ќе имаме неволји, но Ти си со нас до крајот на светот. Ти благодариме за ова големо ветување, Господи. Се оставаме во Твои раце и по Твоја волја. Во името на Исуса Христа се молиме. Амин.